Па мислам дека голем дел е последица на токму на тие компромиси. Да не заборавиме, тоа го пишува и светски медиуми, а и тукашни прилично добри истражувачки редакции, дека од тој период, па се наваму, ние сме соочени со една жестока хибридна војна, Ова со која Бугарија што да не се случеше. доаѓа од некои центри надвор од земјава, и дека тоа е на линија на тоа кое што го говори руската дипломатија долго време, дека влегувањето на Македонија, на Северна Македонија во НАТО ќе ја чини скапо Македонија. И станува Да не непријателна, заборавиме, да дека е сега веќе легитимна цел. Да не заборавиме поранешниот американски подпредседател Кери рече дека Македонија е на линија на огнот поради нејзиниот пат и стремеж да се приближи кон евроатлантските структури. И ние гледаме дека таа пропаганда придонесе, освен компромисите што ги правеше актуелната власт за да го постигне овој резултат, болни компромиси, кои што и наштетија на нејзината капацитетност и на поддршката што ја имаше во јавноста, дека и таа пропаганда и таа хибридна војна влијае на тоа. Еден од политичките репери, кога зборуваме за екс-премиерот Заев, ова со Бугарија, доколку ги немаше тие пречки, ќе предложише да функционира владата таква како што беше начало со него. Не ќе случише ова со локалните избори, што се случи абстиненцијата, поготоа на тоа пледирам. Па јас мислам дека ова што се случува со Бугарија, тоа што претходно се случуваше со Франција, дека тоа не е, како да речеме, не е оригинално игра на нашите источни соседи, туку дека се уште во Европската Унија нема конзистентен став околу проширувањето, продлабочувањето, какви ќе бидат односите меѓу старите, големите, богатите членки, мислите новите на некој начин членки. Бугарија е користена и како алатка за Па, овие цели? делумно да, а делумно и таму работи источната пропаганда и политичко влијание преку службите кои што се врзани од старо време, и дека и тоа влијае, и дека во Бугарија внатре има сериозен притисок од тие структури Македонија да остане нестабилна. Продолжувам во тој контекст. Ново мнозинство, да не се навраќаме, нова влада, нов премиер, ќе издржат ли до есен годинава или до 24-та? Што е прогнозата на... Па се зависи од тоа како ќе се постават околу овие клучни работи кои што јавноста ги смета како предизвик, како проблем во земјата. Правдата пред се, а потоа и предизвиците кои што се актуелни и реални, тоа се пандемијата, енергетската криза и економската состојба која што нели во било кое општество сите граѓани секогаш очекуваат повеќе резултати на економски план. Мислам дека овие се четирите точки од кои што ќе зависи, односно успесите и неуспесите на овие траектории ќе зависи дали оваа нова влада ќе опстане подолго или нема да опстане. Ајде се вратиме на вашите елементарни професионални ангажирања во периодот. Тоа се битките против мимикријата, лажните вести, конструкциите, лажните информации и така натаму. Тоа е светска пандемија, не е изворно наша, но изворот каде го гледате најголемиот, кој се врелата на лажните вести? Може ли да ги лоцираме негде во некои пунктови? Јас имам некој свој суд, но сакам од вас да слушам. Ние правевме обемно истражување на минатите избори, за време на парламентарните избори, во цивил. И на овие избори исто така правевме обемно истражување. Има две по-големи, пообемни точки на пропаганда, тоа се пропагандистички кругови на социјалните мрежи кои што се блиски до две опозицијски партии, до ВМРО ДПМН и до Левица. Тоа се главните точки. Актуелната власт, Социјалдемократскиот сојуз, се обидува да парира на некој начин, не со дезинформации и лажни вести, туку претежно со како да речеме, контранапади. Реакции, се обидуваат да реагираат брзо, но знаете како е тоа, има една стара позната анекдота,
лагата е како да отворите јастук со пердуви од врвот на минарето и да го пуштите, а демантот е да отидете да ги собирате пердувите еден по еден. Никогаш нема да ги соберете. Мислам дека на светско ниво треба да се направи, бидејќи ова е ново време, овие појави се нови и, за жал, актуелната легислатива на секаде низ светот не успева да одговори на тие предизвици. Треба да се донесат нови закони кои што ќе бидат во согласност со правата на слобода на изразување. Например, во Европската конвенција за човекови права имате член 10 кој што вели дека слободата на изразување е неприкосновена, нели, човеково право, но точка 2 од тој член вели дека таа слобода може да биде ограничена под услов на загрозување на безбедноста и сигурноста на една држава, под услов на загрозување на јавното здравје. И меѓу другото кој ги носи, Петри, тогаш кој ќе просуди под услов на загрозување на достоинството на държавата? Судовите. Бевте, јас за оваа пандемија... И сега, само да ја довршам мислата, ниту во Соединетите држави, кои што имаат исклучително многу либерална однос, легислатива во однос на говорот на омраза и на дезинформациите. И воопшто слобода на медиите. За разлика од таму можете и сатанизам да прокламирате, ако плаќате данок се е во ред. За разлика од европската легислатива, каде што има многу постриктни законски и легислативни параметри во однос на овие теми. Сега, тоа што треба да се направи е да се адаптираат тие законски механизми на новото време. Бидејќи вие можете и сегашната легислатива да ја употребите за да литигирате, да покренете судски постапки во однос на овие прашања, но кај нас судовите не се храбри да го направат тоа, а ниту некаде во светот. Германија донесе, например, нова легислатива која што ги адресира лажните вести. Мислам дека треба на светско ниво да се најде еден нов начин на борба со лажните вести, кој што ќе биде за сите еднаков. Значи закон, законски решенија кои што ќе ги решаваат овие прашања. Ги спомнав двете, бидејќи во тој поем на такви партии влегуваат и албанските партии. Тие се исто под иста матрица идеолошка, дали се етнички е ирелевантно. Исто делуваат, низ начин. Немаат идеологија. Имаат делумно национална идеологија, ги интересира само албанското прашање, но функционираат како компанија. Немаат јасна идеологија како тоа ќе го направат. Не создаваме граѓанско општество, за жал. Единствениот обид можеби требаше да биде едно општество за сите, но тоа пропадна. Ми го земате зборот, но ајде за тоа малку подоцна. Така што се уште ќе живееме поларизирани, но не е тоа најголемата поделба. Јас затоа велам, најголемата поделба е меѓу македонците и меѓу албанците внатре. Ние едните и другите повеќе трпат меѓуетничка толеранција, одошто меѓупартиска толеранција. ВМРО, ДПМН и ДПМН се непомирливи. Тие добро соработуваат едните и другите со дел од албанските партии, но најтешко соработуваат меѓу себе. Те враќам на почетокот на тесата дека нема да не биде, во смисла дека нема волја политичка, претпоставам, на тоа пледирате една реформа да се истурка заедно. Или не знам, еден автопат да се истурка заедно. Или една пруга до Бугарија да се истурка заедно. Додека не формираме влада по германскиот модел, кај што двете и неколку неголеми партии, не техничка влада, политичка влада, формирана согласно изборниот резултат. Но тоа додека тоа нели претпоставува додека не стекнеме и германска култура, можеби. Ама кој ќе ни ја даде нас таа култура? Ако тие што водат го направат тоа, ние ќе ги следиме. Ако тие нас не следат, а ние не сме водачи, ние сме маса на народ. Тие треба да го направат културното воздигнување и политичко на македонците. Ако добро забележав во твојата интонацијата на твоето зборување кога спомнавте едно општество за сите, што сакав јас да го поставам, со заименувањето на Заев пропадна едно општество за сите, макар како идеја, не зборувам дека тоа е реализирано, но нешто тргна натаму. Почна првата меѓу етничка коалиција, СДСМ, БЕСА, пред изборна, што и ние вака во јавниот дискурс одамна сме го посекувале и што е пример.
почна можеби демократизација некоја во политичките партии, еве конкретно во Социјалдемократскиот сојуз со непосредниот избор на председател. Дали тоа сега ќе се преслика и во другите партии и ќе се спушти на локално ниво и таму членовите непосредно да избираат по примерот на околу изборот на председател на Социјалдемократскиот сојуз. Имаше неколку дебати и средби со граѓани на тројцата кандидати. Дури во едно студио ги видовме двајца или тројца од нив да дебатираат по примерот на западните партии и демократии, дека внатрешно партиските битки не се водат затворени, задкулисно, туку излегуваат веќе на површина. Е ли тоа некој сигнал дека сепак се демократизираат партиите, со тоа и државата и општеството воопшто? Не. Партиите не се демократизираат. Тие може да глумат формално правно дека има некое движење внатре, но мислам дека тоа не е демократизација на партиите. За мене, врна демократизација на партиите е нешто што го гледаме од време на време во британскиот парламент или во американскиот конгрес. Кога од една иста партија, конгресмените и пратениците за одредени закони не гласаат така како што нивната партија гласа. Тоа е демократизација. Добро, кога бираат председател на тие партии, излегуваат по телевизија сите кандидати и се спротивствуваат меѓу себе. Еден ќе победи, кога ќе дојдат на избори, се обединува партијата, па одат против другата партија. Ма веднаш му бараат одговорност. И неговите му бараат одговорност. Кај нас, неговите не бараат одговорност. Кога партијата ќе дојде на власт, се однесува исто во власта како да е во политичката партија, со истите инструменти, со истите методи, со истиот клиентелизам. Пак ќе кажам, ќе се вратам на почетокот на тоа што ми главната мисла. Ние немаме индивидуалци со дигнитет. Така и во партијата. Во партијата најчесто влегуваат луѓе со таков дигнитет, кај што се сложуваат со се што ќе каже раководството или лидерот на партијата. Ако во даден момент не се сложите, вие ќе бидете избркани и нема да припаѓате на таа партија. И тоа е пофер него да останете и да гласате за нешто во што не верувате. Нема демократизација во партиите. Нема затоа што, како да ви кажам сега, првото прашање кога памтам беше дали замре општеството сите по заминувањето на замре уште пред да замине Заев. На заминувањето на Заев не продолжи со истата идеја како што почна. Сега да не спомнувам имиња, ќе спомнам. Едно општество за сите. Вие треба да го примените во својата партија. Вие не може да изберете еден подпредседател и еден, не знам, владата генерален секретар албанец и тоа било едно општество за сите. Зашто сега не го предложи Фатмир Битичи за председател на партијата и за премиер? Едно општество за сите. Премиерот да не е од партијата ДУИ, да не е од ниедна етничка партија, човек кој што влегол во Социјалдемократскиот сојуз со уверувања социјалдемократски, кој што е успешен министер и кој што би ги исполнил барањата на ДУИ за премиер албанец. Зошто да биде тој од ДУИ? Не ме интересира, само кажам дека тоа не се случило. Па за жал така е. Не е ли ова дистопија? Сега, одејќи од бивши Макдоналдс на кај вас, денов е, нема воопшто сонце, проаѓаат одредени возила со сирени, кои што не престануваат 15 секунди. Ај тоа сонцето е природа, ова сирените е култура. Сето тоа заедно, меѓутоа добро, ова беше депресивно. Знаете, одиме во погрешен правец, односно како држава или како свет, како цивилизација. Цивилизација. Нема веќе враќање назад. Затоа и Маргарет Тачер ми е како нека нулта точка на... Ке направиме еден извед, ке ве прекинам, простите, ова со Ѓоковиќ деноиве. Надвор од тоа, дали некого сакаме, не сакаме, или што е по национална, по етничка или не знам каква припадност, зборувам за профил на спортист и ова што му се случи во Австралија. Е дел од тоа, се движи светот кон тие стигми, искрено да ви кажам, или не можете да го подведете овој случај? Има доста аргументи за, меѓутоа се разбира, условно кажано, спротивната страна, опонентната ќе рече дека има аргументи за... Добро, не, меѓутоа не го следам, не ми е тоа толку многу атрактивно. Да се вратиме на ова од Маргарет Тачер, почнува нов конзерватизам, ново затворање на општествата, нова репресија. Може ли барем короната
и се околу неа што се случува од рестрикции, забрани, маски, тоа е како врвот веќе. Дали е тоа присила веќе, дали не вежба некој не дресираат. Некој нас не дресира. Да, па видите што се случува. Денеска прочитав се Вајле. Не сакам од филозофски аспект ова да ми го расветлите, од ова. Знаете, 79-та година Маргарет Тачер доаѓа на власт. 81-та Роналд Реган. Неолиберализмот уште пред тоа е веќе На колена. како некоја теорија, како некоја теоретска обсервација е веќе етаблиран, меѓутоа сега се гази суптилно, а како што проаѓа времето се поизвестно и Тоа беше посигурно. крајот на идеологијата на хипи движење на Тачно. таа бесконечна слобода. Баш са Бале ми текна 79-та Smashing Pumpkins имаат еден хит 1979, значи една многу добра песна. Текстот кој ќе го видите, ќе видите како тоа некако завршува убавиот живот, знаете. 70-ти години, добра музика, диско музика, хипи покрет, нема сида, нели потоа Сексуални револуции. И потоа како што доаѓа времето, веќе тука е крајот. Па ако сакате и у Југославија, нели? Сака да кажеме сега дека циклично се движи човештвото во. За жал сега веќе одиме надале. Што велеле старите филозофи за нивната демократија? Има ли во таа теорија кај нив нешто? Вакви циклични движења, нели слобода, малку повеќе демократија, говорам за тие општества, нели каде што неробовите само можеле да учествуваат во јавниот живот. Мислите така, да. Така се движи да. светот. Сега влегуваме во таа дистопија што вие туркате како стигма врз човештвото. Па да. Кој управува со дистопии? Која создава дистопијата? Кој е управува? Па видете, еве овие Бил неколку Гейтс, не знам, тие Джобс. 1% колку се кои што го дуплирале своето богатство за време последните 2 години. Знаете, толпата, мислам дека нешто ја спомнавме или како, ако не грешам, толпата се грото луѓе кои што Толпата сме ние, обичните смртници. обичните смртници кои што не сме освестени, нели? кои се А за да се боговите кои освестиме, управуваат? треба да се побуниме. Меѓутоа никогаш нема да се освестиме ако не се побуниме, или обратно, никогаш нема да се побуниме ако не се освестиме. Овие го Таа лимбо ситуација, има ли некој револуционер да ја покране? лимбо ситуацијата многу фино се менаџира, сето тоа фино се штелува и ние никогаш не Значи некој сепак, некој масони или не знам, некој управуваат со маси. Па види, не треба да мислиш воопшто. Не треба умот да го користиш. Тоа е луксус веќе. Кому му е тоа потребно? Да, има имаме билборди и билбордите ни зборат што треба да правиме. Имаме некои пакети, телеком, што ја знам. Не само реторички. Може Ситуацијата Москва. само да одговорам. Може доколку русите процедат, а Куба им дозволи повторно да стават ракети, бидејќи упориштето на Русија во Латинска Америка е одамна Венецуела. Тогаш се разви и ракетната техника, нели, дострелот е со десетици илјади Па километри. сега со оваа нова технологија и не е многу важно дали ќе ги стационирате во Хавана или Тоа ги сакам да кажам. стационирате во не знам, Како цените, која е по криза беше? Други беа друго времењата од оваа историска дистанца, тоа не е ништо во споредба со ова денеска што се случува. Ми се чини, бидејќи тогаш имаше некаква вредност, па дури и кризата. Денеска кризите се секојдневни и секој чудо за 3 дена. Јас верувам дека да дојде до некаква конфликт во Украина, за 3 дена медиумите веќе ќе престанат да известуваат, бидејќи ќе бидат досадни, бидејќи денеска медиумите сакаат ново, нешто Ќе се радикално. навратиме пред крај на дистрикт повторно на оваа кризна ситуација со Украина. Ќе проговориме малку и за последиците што Европа генерално може да ги има. Па веќе ги има, само да кажам, ова со гасната криза, ова енергетска криза е токму последица на тоа. Меѓутоа ќе видиме до каде Москва ќе може да оди, бидејќи вие ако ги уценувате со испорака на газ, во исто време имате и проблем, треба некој тој газ да ви го купи. Го чував за крај тоа прашање дали оваа криза во Украина може да предизвика и длабок конфликт внатре меѓу членките на НАТО кои се членки на Европската унија. Па може, како не може, ние веќе имаме недисциплинирани земји членки на Европска унија, на НАТО, условно речено недисциплинирани, кои не сакаат да се поведуваат на таа политика, бидејќи се директно загрозени. Тука и Полска, тука и Германија, конечно, повторно ќе потсетам, Северен тек 2.
значи на барање на Вашингтон да се прекине изградбата на Северен поток 2, први рипна германските компании кои се ангажирани, второ и германската влада и Меркел. Долго време Меркел, додека беше канцелар, еквилибрираше на тоа дека Северен поток 2 е многу важен за Германија, пред се за примање на тие енергенци од Русија. Но позицијата на Русија да ја бајпасира Украина и да не оди нафтоводот преку Украина, туку да иде преку Балканот и како веќе беше за да оди за Германија, ги налути западњаците, но додека беше Меркел како канцелар, таа успеваше некако да еквилибрира помеѓу интересите на Западот и добрите односи со Москва, се со цел Германија да не биде жртва на оваа војна. Антони, историски гледано, овде во Европа, првата, втората Балканска војна, првата, втората светска војна, главно другото се било некакви контролирани конфликти, колку тие да биле и по број на жртви крвави, како, не знам, ситуацијата при распадот на Југославија, Босна и така натаму Хрватска. И требе на Европа некоја војна на незина територија, или Америка сака до тој степен да наметне својата воја, да покаже дека може да ја контролира и Европа, дури и како сојуз, како Европска унија. Па на Европа не и треба војна дефинитивно и се надевам дека нема да ја добие. Војна никому не треба, да. Но сакам да кажам дека после толку години можно ли да има потреба, сепак се трупа оружје и на исток и на запад, и преку НАТО и без НАТО, и секоја земја посебно, и на Балканот дури некои држави купуваат оружје, авиони и така натаму, кои француски, кои руски. Од каде потребата? Зошто е Од каде потребата? Токму дали тоа на 50 години, на 5 декади ќе треба нешто да се случи? Дали кризата е некое навестување? Никој војна... Твојот аналитички што вели? Моето вели дека едноставно поминаа многу години од кога немало некој поголем конфликт и како она што велат ѓаволот да игра со судбината. Да, ми се чини дека никој не го посакува конфликтот, но она што се случува во моментов во сите држави во светот, како да има потреба од некаква пресметка со нешто. Коронава наметна многу долгови. Сите држави се должни, сите се во некакви рецесии. Може ли војната, нели? После војната се анулира, никој мастер ресет да биде. Може ли тој ресет да биде? Знаеш, Зоки, ако кажам ќе бидам осуден дека како ти сега ова или она. Не знам, мене се ми наликува дека луѓето, ајде ќе бидам слободен, пошто таква ти е емисијата, се малку издивени премногу, зборувам како луѓе, премногу технологија, премногу брзо се живее, премногу себичност искача од обичните луѓе. Сите сакаат се, срцето бара повеќе од што може да понуди. Ме разбираш, сето тоа се преточува во владите, во државите, во мокниците кои се обидуваат. Русија има право да каже не можете вие у НАТО, јас сум суверена држава, ја одлучувам зашто тебе да те слушам. И социјален и образовен статус на малку повисоко равниште. Не сте задоволни? Не сум задоволен и од мојот учинок како лидер на партијата, меѓутоа системот избор како што сум бил принуден така да се однесувам и не сум можел да направам повеќе, сем да направам нешто што го направиле некои други заедници во Македонија. Дојдовме до политиката и до Самка Ибраимовски во политиката. Идеолошки ова ваша партија ЦЕР може ли некаде да се лоцира или таа е чисто етнонационална? Видете, ние сме лево ориентирана партија и секогаш сме биле умерена партија која барала да ги штити интересите на својата заедница и на граѓаните на Република Северна Македонија. Кога велите лева, вие доаѓате во политиката, влеговте од бизнисот. Обично се влегува во десната идеолошка матрица. Не би рекол така. Бизнисмени има и од лева и од десна страна. Тука не е ништо спорно тоа во тој идеолошки. Меѓутоа ја сум користил и некои такви титови модели да кажеме, даеш ми с лево вози право, за да може да најдеме некоја подобра страна, меѓутоа и тоа не сме успевали да го најдеме. Микаве десно врти лево и обратно. Значи ние сме принудени, јас лично сум бил принуден и такви алатки да користите во политичката, за да видам како можем да додем до подобро нешто да се направи. Меѓутоа тешко е во нашава политика
ориентирани сме, да кажеме, да задоволиме потребите на поголемите заедници, а на помалите, што е можно, така, по нека трошка да се фрли. Или, што јас често користам тоа, некој ќе рече, абе, ти си во владата таму, абе, да, јас сум во владата таму, казанот кај што се прави јадењето, ама не ме пуштат ни сол да фрлим у јадењето. Камо ли да земете, да цркнете Значи, со котлачата? Тука проблемот на ромите се решава многу брзо, треба да постои желба било која политичка опција денес. И тоа Што треба освен желба? Треба пари, треба организација. Па има ли пари? Видите, дали има пари вие знаете дека сприне 2000 деца во Македонија се влезени многу пари за ромската заедница. Други троши? Многу пари се влезени. Како во невладиниот сектор, така во државата. Значи, за толку време... Ефектите никакви? Па ги гледате ви ефектите, уште имаме ли на семафори луѓе? Нема ефект. Значи, ние во Македонија влегле многу цифри, да не кажам милиони евра. И во владата, и во невладиниот сектор. Тога, ја барав... Спомнавте политичко обединување на партиите на ромите во Македонија. Претпоставам на неколку пунктови, бидејќи секој ќе се остане, ако добро ве разбрав, и посебен политички субјект. Тоа ќе биде темата, основата, базата на тоа заедничко действување, тие неколку пункта, конечно да се нешто да стане видливо, како велите пари кога влегуваат од надвор да се операционализираат тука, да дадат ефект. Ја ќе ви кажам, може знаете, може не знаете, јас како министер барав евалуација да направи Европска унија на пристигнатите пари од тука ќе си навлечете многу непријатели, веројатно. Не, јас си навлеков. И таа евалуација кошташе неколку 150.000 евра и Европска унија го направи. И тамо има доста... Што покажа? Покажа дека има доста криминал, слаба медиација од страна на Европската унија и не можеа да дадат права оценка што е и како е. И ја инсистирав уште Жбогар кога беше и тоа го направија во нивни трошок. Ја бев и го направија. И кога јас дојдов по евалуацијата да видиме што, тоа беше катастрофа. Мислам, недоречености многу имаше. Меѓутоа, ви кажав, пари во Македонија многу... Добро, нашите институции не реагираа на тоа, заташкаја сите нешто, нели? Па видете, тие нашите институции, ако почнеме, ја ќе, вие како што рековте, ја ќе треба да бидам најголемиот противник на оној, да почнам да кажувам еден по еден и како невладини организации, и како луѓе кои биле денеска... Па Ибримовски, ајде еден Лех Валенса, нека се роди во држава. Па ќе се роди, тој ќе биде сам кај Ибримовски, тој Лех Валенса во Македонија, за тие пари што се дојдени во Македонија и кај се отидени тие пари. Сепак сега доста зборувавме за темата за која навистина тоа не се малу пари. Најмногу сакав да зборуваме. Тоа се движи негде околу 30-40 милиона евра од надвор дојдени тука. Што јас ги имам како евиденција.